Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес продолжуваме со обработка на првата книга Самуилова. Се уште се наоѓаме во оној дел од книгата, каде што е опишано детството на Самуил. А денес, покрај другото, ќе размислуваме и за моментот кога Бог го повика да биде следниот духовен водач на Израел. Глава 3. Бог го повикува Самуил. Ке го прочитам првиот стих. Момчето Самуил му служеше на Господ под надзор на Илии. Словото Господово беше ретко во тие денови и немаше виденија. Ке го објаснам зборот момче, кој во некои преводи е преведен и како дете. Сакам да знаете дека не станува збор за дете на 6-7 години, туку малку повозрасно. Всушност, историчарот Јосиф вели дека кога го доби Божиот повик, Самуил имаше 12 години. Може би изгледа дека е се уште млад за да се соочи со толку важен повик. Но моje лично убедување е дека иако беше речиси на тинеџерска возраст, сепак Самуил беше доста духовно созреан. Иако имаше само 12 години, сепак Самуил веќе служеше во шаторот. Не знаеме што конкретно беше неговата служба, но според стиховите можеме да бидеме сигурни дека растеше во верата во Бог и верно му служеше. Словото Господово беше ретко. Со други зборови, тоа значи дека Господ не му се откриваше на народот толку често. Не знам која е причината за таа состојба, но може би имаше некаква поврзаност со сиот тој хаос кој се случуваше во шаторот. Иако Словото Господово беше ретко, сепак Господ одлучи да му се открие на момчето Самуил и да го повика да биде првиот пророк во Израел. Сето тој момент, главниот духовен авторитет во Израел го имаа свештениците. Со оглед на тоа што дојде момент кога свештенството беше корумпирано и не си ја вршеше работата како што треба, Бог одлучи да действува преку пророците, луѓе чија главна задача беше да го пренесат неговиот збор пред народот. И се случи во она време, кога Илии лежеше на местото свое, а очите негови беа почнале да му слабеат, и тој не можеше да гледа. И светилникот Божји уште не беше угаснал, а Самуил лежеше во храмот Господов, каде што беше ковчегот Божји. Сетете се дека првосвештеникот беше одговорен да се грижи за светилникот да не згасне навечер. Господ повика кон Самуил. Тој одговори: "Еве ме." И дотрча кај Илии и рече: "Еве ме, зошто ме викаше?" Но тој одговори: "Јас не сум те викал. Оди, легни си." И тој отиде и си легна. Илии помисли дека на Самуил му се сони нешто. Затоа не го свати сериозно и му рече: "Оди, легни си." Но Господ повика повторпат кон Самуил. Тој стана и пак отиде кај Илии и рече: "Еве ме, ти ли ме повика?" Но тој рече: "Јас не сум те викал, синко. Оди, легни си." Самуил го слушна истиот глас и помисли дека Илии има потреба од помош. Затоа дојде кај него. Во следниот стих ја дознаваме причината поради која Самуил не можеше да го препознае Божиот глас. Самуил дотогаш не го познаваше гласот на Господ, зашто уште не му се беше открило Словото Господово. Не можеме и не смееме да го обвиниме Самуил за тоа што не го препозна Божиот глас. Иако му служеше на Бог, тој никогаш го немаше слушнато неговиот глас. Патем, што се однесува до возраста на која израелците стануваа полнолетни и имаа одговорност. Во книгата Броеви читаме дека сите мажи кои имаат 20 или над 20 години беа повикувани во војна. Од друга страна, левитите почнуваа да служат во шаторот, односно храмот, откако ќе наполнеа 25 години. Иако Самуил не беше на таа возраст кога го доби Божиот повик, сепак Бог сметаше дека е време момчето да знае како ќе изгледа неговата иднина, па и улогата во општеството. Викна Господ кон Самуил и трет пат. Тој стана и отиде кај Илии и рече: "Еве ме, ти ли ме повика?" Тогаш Илии разбра дека Господ го вика момчето. Па му рече Илии на Самуил: "Оди,
легни си, и кога оној што вика, ќе те повика, ти кажи, говори, бидејќи твојот слуга слуша. И отиде Самуил и легна на местото свое. И Господ дојде, застана и викна, како и претходно, Самуиле, Самуиле. И Самуил рече, говори, Господи, бидејќи твојот слуга слуша. Што мислите? Дали Бог ќе го повикаше Самуил и 5 или 6 пат, ако момчето не одговореше на неговиот повик при 4-тиот пат? Не го знам одговорот на тоа прашање. Но верувам дека ако не тој ден, некој друг ден Бог сигурно повторно ќе му се обратеше на момчето. Интересно е тоа што во Библијата пишува дека доаѓаат денови кога луѓето се помалку ќе бидат чувствителни на Божиот глас. За разлика од Самуил, причината нема да биде нивната младост или фактот што никогаш претходно не го слушнале, туку нивната тврдоглавост и своеволност. Пред некое време читав за еден многу важен настан поврзан со судењето на нацистите по Втората светска војна. Некој свештеник отишел во келијата на Геринг, еден од главните соработници на Хитлер, со цел да разговара со него за Бог и вечноста. Извештајот на свештеникот гласеше: додека разговарав со Господинот, тој постојано се исмеваше на сметка на Библијата и никако не сакаше да прифати дека Христос умре за да ги спаси грешниците. Постојано ја негираше потребата да му бидат простени гревовите и да добие вечен живот. Смртта е неизбежна, беа предпоследните зборови кои ми ги кажа. Кога му реков дека неговата ќерка се надева дека ќе го види еден ден на небото, тој студено ми одговори: секој има право да верува што сака. Свештеникот бил многу обесхрабрен откако излегол од келијата, а потоа, за помалку од еден час дознал дека Геринг се самоубил. Очигледно е дека Бог му дал можност на Геринг да се покае и да се спаси, но германскиот офицер одлучи дека не сака да го прифати повикот за покаяние. Со тек на време, неговото срце станало цврсто како камен и ниту еден збор не можел да го допре. Затоа, да бидеме внимателни кога Бог не повикува и да не ги земаме тие можности здрави за готово. Сетете се на настанот во кој Господ го повикува Савле од Тарс. Божиот повик беше повик за спасение, а Савле реагираше со зборовите: а тој одговори: кој си ти, Господине? А Господ му рече: јас сум Исус, кого го гониш. Тресејќи се од страф и ужас, тој праша: Господи, што сакаш да направам? А Господ му рече: стани и влези во градот и ќе ти се каже што треба да правиш. Павле го прифати Божиот повик и затоа Бог му го промени животот, а ја промени и историјата преку неговиот живот. Забележете што пишува во Изреки 29:1. Човек, кој иако разобличуван останува тврдоглав, неочекувано ќе биде скршен и ќе нема за него лек. Прашањето е, дали човекот може да направи грев кој Бог не може да го прости? Моето мислење е дека таков грев не постои и дека се додека е жив човекот може да се обрати кон Бог, да побара простување и да добие вечен живот. Но мораме да бидеме внимателни во однос на ова, бидејќи верувам дека една личност може да има оттапена совест, која тешко ќе го слуша Божиот повик. Ако некој постојано му вели не на Божиот повик и живее разуздано, не би бил изненаден доколку таквата личност не може да го препознае Божиот глас. Никој пат не смееме да ја потцениме силата и влијанието на гревот врз совеста на човекот. Слушнете што му рече Господ на Самуил. Еве, ќе направам нешто во Израел, така што на секој што ќе слушне за тоа ќе му задзујат и двете уши. Во тој ден јас ќе го исполнам на дили и се она што сум го зборувал за домот негов, од почетокот до крај. Кога Бог зборува за нешто што ќе се случи, можете да бидете сигурни дека тоа ќе биде токму така како што рекол. Во овие стихови гледаме како најавува дека ќе се случи нешто невообичаено и несекојдневно, а покрај другото тоа го вклучува и Илии и неговото семејство. Првосвештеникот потврли и во неговата служба во шаторот, но и во неговата улога како татко, и затоа Бог одлучи јавно да го дисциплинира за од него да направи пример за другите. Што се однесува до Самуил,
Тој му беше верен на Илии до самиот крај и никогаш не се сврти против него, ниту пак се обиде да направи нешто со што би го оцрнил неговиот образ. Кога Бог му даде пророштво за Илии, на Самуил му беше незгодно да го пренесе истото, бидејќи имаше голема почит кон него. Тоа е навистина прекрасен пример од страна на Самуил, кој иако беше млад, сепак знаеше да ги почитува повозрастните. Стих 21. И Господ продолжуваше да се јавува во Силом, откако му се беше открил на Самуил во Силом преку Словото Господово. Кој е начинот на кој Бог се откриваше? Преку неговиот збор. Во денешен контекст можеме да кажеме дека Бог ни се откри преку Библијата. И тоа е главниот начин на кој можеме да го спознаеме. Преку читање и проучување на Светото Писмо. Глава 4. Божиот суд врз Илии и неговите синови. Доаѓаме до глава 4 од книгата Прва Самуилова. Тука читаме за начинот на кој Бог го исполни тоа што му го вети на момчето Самуил во глава 3. Израел се наоѓаше во многу лоша духовна состојба. И Илии и неговите синови имаат делумна вина за таа ситуација. Кога Бог го повика Самуил, тој му кажа дека ќе го казни Илии и неговите синови. И во глава 4 читаме за исполнувањето на тоа ветување. Бог секој пат го исполнува тоа што го ветува. Слушнете што пишува во глава 4. Ке ги прочитам првите 3 стихови. Во тоа време филистејците се собраа да војуваат против Израел. И излегоа во војна израелците против филистејците и поставија логор кај Евенезер, а филистејците поставија логор кај Афек. И филистејците се наредија за борба против израелците. Почна борбата и филистејците ги разбија израелците и загинаа од нив на бојното поле околу 4000 души. Тогаш народот дојде во логорот и старешините Израелови рекоа: зошто Господ не порази денес пред филистејците? Да си го земеме од Силом ковчегот на заветот Господов и тој ќе оди среде нас и ќе не спаси од раката на непријателите наши. Овие стихови се многу добар доказ за тоа колку израелците беа духовно заблудени. Наместо да се покаја за своите гревови, тие мислеа дека решението е во ковчегот во кој се наоѓаат 10 заповеди. На некој начин, тие имаа многу суеверно сваќање за ковчегот. Наместо да се советуваат со Самуил и да прашаат дали додат во војна против филистејците, израелците се подготвија, тргнаа во битка и изгубија. Верувам дека нивниот пораз беше Божјо дело, бидејќи Бог сакаше да застанат за момент и да размислат што прават. Но наместо да се свртат кон Бог со вера и покаяние, израелците се свртеа кон суеверие, мислејќи дека причината поради која изгубија е тоа што ковчегот на заветот не беше во нивното присуство. Со други зборови, народот мислеше дека се додека ковчегот е во нивно присуство, тие можат да прават се што сакаат, а сепак Бог ќе биде на нивна страна и ќе им дава победа. Но победата не зависеше од ковчегот, кој беше обична дрвена кутија позлатена однадвор, туку од Божјото присуство. За жал, нешто слично се случува и денес помеѓу некои христијани и во некои цркви. Наместо да го бараат Божјото присуство преку вера и покаяние, тие се обидуваат да го заменат присуството на Бог со програми, модерна музика, интересни проповеди и други нешта кои сами по себе не се лоши, но стануваат проблематични тогаш, кога на нив се гледа како замена за покајанието и копнежот по самиот Бог. Тоа не е духовност, тоа е чисто суеверие. Нам не ни се потребни нови програми, туку ни е потребно Божјото присуство. Не ни се потребни помодерни црковни згради, туку Божјата сила и благослов. Тоа е најважното. Слушнете што пишува во стиховите 4 и 5. И народот испрати луѓе во Силом, па го донесеа оттаму ковчегот на заветот на Господ Саваот, кој седи на херувими, а покрај ковчегот на заветот Божи беа двајцата синови на Илии, Офни и Финес. И кога ковчегот на заветот пристигна во логорот Господов, сиот Израел воскликна толку гласно, што земјата трепереше. Можам да замислам колку беа возбудени израелците. Мислеа дека конечно го најдоа патот до победата, но наместо тоа, тие западнаа во суеверие и идолопоклонство. Наместо да го обожуваат Бог,
Тие обожуваа позлатена кутија направена од дрво. Ова треба да биде предупредување за денешните христијани. Да не дозволиме да ја обожаваме музиката, проповедта, пасторот, богослужбата и слично, туку нашето славање и обожавање да биде насочено исклучиво кон Бог, бидејќи само тој е достоен за тоа. Слушнете како реагираа филистејците кога слушнаа дека евреите се радуваат. Стих 6. И филистејците ги слушнаа радосните извици и рекоа: зошто ли се тие радосни извици во логорот на евреите? И дознаа дека во логорот пристигнал ковчегот Господов. И се уплашија филистејците, бидејќи си рекоа: Бог дошол кај нив во логорот. И рекоа: тешко нам, зашто такво нешто не се случило никогаш порано. Филистејците беа слични на израелците и мислеа дека силата е во самиот ковчег. Забележете која беше нивната реакција. Тешко нам. Кој ќе не спаси од раката на оној силен Бог? Тоа е оној Бог што удри по египтјаните со секакви неволји во пустината. Очигледно е дека и филистејците беа запознаени со Божјите дела. Но тие дела беа резултат на Божјото дејствување, а не на присуството на ковчегот. Откако се судрија израелците и филистејците, барем на дел од нив им стана јасно дека силата не е во ковчегот, туку во живиот Бог. Израел ја изгуби битката. Стихови 12 и 13. А еден од Венијаминовите потомци побегна од местото на битката и дојде во Силом истиот ден. Облеката му беше испокината и главата во прав. Кога тој пристигна, Или седеше на стол до вратата и гледаше кон патот, бидејќи срцето му трепереше за ковчегот Божи. И кога тој човек пристигна и јави во градот, целиот град високо повика. Иако Илии беше лош татко и првосвештеник, сепак беше загрижен за израелците и сакаше да знае што се случи со битката. Илии го слушна плачењето и рече: каква врева е тоа? И човекот веднаш се приближи и му соопшти на Илии. Илии тогаш беше на 98 години. И очите му беа ослабеле и тој не можеше да гледа. И човекот му рече на Илии: јас дојдов од логорот, денес избегав од местото на битката. И рече Илии: што стана, синко? И известителот одговори и рече: Израел избега пред филистејците, голем пораз претрпе, и двајцата твои синови, Офни и Финес, загинаа, а ковчегот Божи е запленет. Кога тој спомна за ковчегот Божи, Илии падна од столот крај вратата на грб, си го скрши вратот и умре, бидејќи тој беше стар и тежок. Тој беше судија на Израел 40 години. Илии беше предпоследниот, така наречен судија во Израел. По Стариот Завет, Бог им даваше на израелците луѓе кои ги нарекуваа судии. Тие всушност беа водачи на народот. После Илии, како судија служеше Самуел, кој пак беше последниот судија во Израел. Но забележете ја реакцијата на Илии во стиховите кои ги прочитавме. Кога дозна за смртта на неговите синови, навистина му беше тешко и мислам дека срцето му беше скршено. А кога дозна дека ковчегот на заветот беше одземен од страна на филистејците, падна од столчето, го скрши вратот и умре. Моје лично мислење е дека имаше срцев удар и затоа почина. Според тоа што го читаме во текстот, можеме да заклучиме дека Илии беше малку поинаков од неговите синови и не служеше во храмот поради лични интереси, туку затоа што вистински сакаше да му се посвети на Бог. Со смртта на Илии доаѓаме до ситуација во која Самуил е следниот духовен водач на народот и оној кој ќе биде нивниот посредник пред Бог. Глава 5. Божиот суд врз филистејците. Доаѓаме до глава 5 од прва книга Самуилова. Во неа читаме дека филистејците го однесоа ковчегот во храмот на нивниот бог Дагон, еден од идолите на филистејците. Го поставија ковчегот пред кипот на Дагон, но следниот ден кипот беше паднат пред ковчегот. Тоа се случи неколку пати и затоа од страв филистејците одлучија да го однесат ковчегот во градот Гет, а потоа и во Екрон. Патем, самото тоа што ковчегот на заветот беше во храмот на Дагон и кипот на Дагон неколку пати беше паднат пред ковчегот,
ни открива дека Бог има многу добра смисла за хумор. Филистејците мислеа дека ковчегот ќе им донесе некаква среќа или благослов, но место тоа им донесе многу нервоза и збунетост. Бог намерно правеше екипот на Дагон да паѓа пред ковчегот, за да им покаже на филистејците дека нивниот Бог е само обичен идол и дека самото присуство на ковчегот во нивната средина нема да донесе ништо добро за нив. Како и израелците, така и филистејците требаше да сватат дека Божјото присуство е тоа кое носи вистинска промена и подобрување. Филистејците не знаеја што да прават со ковчегот. Слушнете што пишува во стих 8 од глава 5. И испратија, да ги собраа кај себе сите филистејски кнезови и рекоа: што да правиме со ковчегот на Бог Израелов? А тие рекоа: нека се пренесе ковчегот на Бог Израелов во Гет. И го испратија ковчегот на Бог Израелов во Гет. Имаше моменти кога филистејците едва и чекаат да го земат ковчегот од израелците, а сега едва и чекаат да се ослободат од него и да го пратат на некое друго место подалеку од нив. Кога го однесоа во градот Гет, Бог прати казна врз жителите на градот и им се појавија некако вид израстоци на телото. Може би станува збор за големи чиреви, но не можеме да бидеме сигурни. Потоа ковчегот беше пратен во градот Екрон, а тамошните жители побараа од филистејските старешини ковчегот да биде вратен на израелците. Во глава 6 читаме како филистејците го вратија ковчегот во Израел, носејќи го на еден вид кола која беше влечена од крави. Бог преку Мојсија им кажа на израелците дека ковчегот треба да биде носен од страна на левитите, а не да биде влечен од животни. Но филистејците не го знаеја тоа. Проблемот е во тоа што години подоцна и израелците ќе ја направат истата грешка при пренесувањето на ковчегот и како резултат на тоа еден човек ќе биде умртвен од страна на Бог. Со тоа доаѓаме до глава 6, која ќе ја обработиме во следното проучување. Тамо е запишан моментот кога филистејците го враќаат ковчегот назад во Израел. Тоа требаше да биде момент кога и двата народи ќе сватат дека вистинската сила не е во кутијата во која стоеја 10 заповеди, туку во Божјото присуство. Но за тоа ќе размислуваме следниот пат. До тогаш, нека Бог ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Nis Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.